Драги пријателе, дали некогаш си се запрашал како доаѓа зимата, од каде ли тргнува и зошто ли тргнува? Одговорите на овие зимски прашања ги побаравме во паркот, еден ден кога белиот гостин, снегот, беше навистина редок гости. Зимските одговори помалку беа студени, помалку лизгави, тетерливи. Со оваа убава снежна облека, велат дрвјата, нам ни е топличко и оној лутиот северко, особено кога ќе слегне ноќта од планините, ем се надувува, ем ништо не може да ни направи. Да, се разбира, не може да ни ги замрзне рацете и нозете, а ушите и обравчињата ќе останат неистегнати. Од клупите на кои обично седат дедовците и внучињата, слушнавме. Нам ова не ни се допаѓа. Каков ли е овој лесен пердув што се истегнал врз нас, студено здивнува, знае да подштипне, да се скинеш од смеење. Нам најдобро и највесело ни е кога ја слушаме добрата дедова приказна и кога ги гледаме вкочанетите љубопитни очи на детето. Тревата и цвеќињата молчаливо дишеа под белиот покрив, под тој наежен јорган. А децата и санките, што мислиш, драги пријателе, каков одговор дадоа? Нивниот зимски одговор погоди го и запиши го во твојот зимски бележник. Паѓај снеже доста кал, јас си имам волнен шал. Палто ново чизми сом, не ме плаши студот вон. Како конче најбрз ад, ке претрчам полепат. Ке направам снешко джин, на мајката зима син. Паѓај снеже покри брег, прави килим топол мек. Деновиве пионерскиот дом Карпош од Скопје ја заврши прославата на својот 30 годишен јубилеј со свечената средба на некогашните и сегашните карпошовци, наречена Илјада детски радости, што ја отвори председателот на почесниот одбор, другарот Благоја Попов, председател на извршниот совет на Собранието на Македонија. Другарки и другари, драги пионери, ласкава е навистина должноста како председател на почесниот одбор на ова значајна годишнина на карпошовците, да ја отворам, да посакам да уживаме во приредбата, да ги видиме нашите мали, со сето што го спремиле, со сето што го доживеале, со сето што го направиле за овие 30 години чекорење на нашите карпушовци. И името на Домот на Карпуш е сврзано со еден јунак од нашето народно ослободително движење, Христијан Тодоровски Карпуш. И така како тој сигурно чекореше, така и ова наша организација чекори, се развива, расте и се шири. Јас денес, отварајќи ја приредбата Илјада детски радости, наистина сакам да го изразам и задоволството и воодушевувањето на сите оние кои што стоиме за сето ова време што поминало, а и уште повеќе и некои од нас кои што се активни учесници на создавањето на приликите за овие убави детски радости. Сметајте дека приредбата Илјада детски радости е отворена. Јас ви посакувам да ја видите, да ја доживеете и да посакате уште многу такви приредби. Благодарам. Средбата меѓу некогашните и сегашните карпошовци под заедничкиот наслов Илјада детски радости
представуваше еден пресек на развојниот пат на 30-годишниот растеж на пионерскиот дом Карпош од Скопје. Како што беше речено во извештајот на директорот Леандра Кушевска, домот уште со самиот почеток го свртел вниманието на децата и на заинтересираните фактори не само во градот, туку и во републиката. Некогашната група Карпошовци, ставена под името Пионерски дом Карпош, првите своји чекори ги прави преку фолклорната секција, од која подоцна се развиваат балетската и другите секции. Токму од тие секции произлегле повеќе познати општествено-политички и културни работници, разновидни уметници, разновидни стручњаци. Својата поголема раздвиженост домот ја реализира по земјотресот, кој не успеа да ги спречи активностите на пионерите и пионерските раководители. Секциите не само што никнуваат под разновидни имиња, туку својата активност ја прошируваат на републички и сојузен план, како што е случајот со традиционалната манифестација Снежен град и Карван. Денешните карпошовци верно ги продолжуваат традициите на постарите членови. Нивните имиња ги знаат веќе и во Англија, во Шведска, Норвешка, Германија, Австрија. Благодарение на секогаш богатите и нови програми, исполнети со добра организација, со солидна основа од воспитно-образовен план, со голема искрена пионерска љубов, домот добил многубројни признанија и награди, а последната гласи Ноемвриска награда на град Скопје. Нашата игра, нашата раскрилена песна, секојдневната дисциплина е најголемиот подарок што можеме да им го подариме на нашиот дом, на нашите раководители, на нашите родители. Велат карпошовци, не задоволувајќи се со сето она што досега го постигнале. Сме постигнале многу, ќе постигнеме уште повеќе, ветуваат тие. На заедничката средба Илјада детски радости настапија повеќе рецитатори, млади поети, армоникашкиот и забавниот оркестар, млади интерпретатори на детски и народни песни, младите амбасадори, идните пионери од детската предучилишна установа Братство, некогашните стари фолклористи, сегашните фолклористи, кои најпосле сите заедно во еден голем шарен букет ги собраа сите аплаузи во полната универзална сала во Скопје. Од оваа свечена средба беше испратено поздравно писмо до другарот Тито, во кое Титовите пионери ветуваат дека ќе учат, ќе ги продолжуваат и надградуваат досегашните традиции и дека со вистинска љубов ќе станат утрешни градители на нашето самоуправно социјалистичко општество.
Развојниот пат и растеж на пионерскиот дом Карпош од Скопје можеше да се види и на изложбата во Центарот за култура и информации, каде што беа прочитани сите оние кои домот им оддава посебно признание, како некогашни карпошовци, како соработници кои придонесле за успешното 30-годишно постоење. бел во дворецот, златна конјубав дедо мраз, замина на па. Зо брзина на ракета ке го мине, светот в ширке разнесе подароци, љубов, веселба и мир. Тој децата не ги двои, ни по пари, ни по бој, за него се сите исти, сите блиски, сите своји. За пријателството меѓу децата и Дедо Мраз многу се зборувало, се зборува и ќе се зборува, многу се пишувало, се пишува и ќе се пишува. Што мислат децата за Дедо Мраз? Уште едно прашање Дедо Мразовско се разбира,
што им го поставивме на повеќе ученици од основното училиште Песталоци од Скопје. Тие, место одговори, ги зедоа своите блокови, четки и боици и почнаа да ја раскажуваат, секој на свој начин, приказната за доаѓањето на Дедо Мраз, за неговиот изглед, за торбата, за подароците. Од нивната нацртана приказна, некоја без почеток, некоја без крај, прочитавме. Дедо Мраз живее во еден замрзнат град, наречен Мразов град, се согласуваат повеќе емина ученици, па продолжуваат. Во тој град се е замрзнато и куќите, и улиците, и продавниците. Друга поголема група тврди дека Дедо Мраз патува со една волшебна колесница, што ја влечат 12 разгривени коњи, од чии усти димат кадрави снежни облаци. За Дедо Мраз нема пречки, велат, ниту замрзнатата планина, ниту премрзнатата река, ниту таинственото бело поле. Разговорите меѓу учениците и наставниците на тема Се за Дедо Мраз се вистински нови бајки, разиграна фантазија, интимна желба. За некои од учениците Дедо Мраз доаѓа со најнов автомобил, воз или авион. За некои пак тој влегува во домот преку покривот или низ прозорецот. А за подароците да не зборуваме. Илјадници желби, нарачки, па понекаде и срамежливи плачки. Што мислиш ти, драги пријателе, за ова Дедо Мразово прашање? Твојот Дедо Мразов одговор, запиши го, нацртај го или гласно раскажи го.
Еден ден нашата камера престојуваше во предучилишната установа 11. октомври во населбата Чаир во Скопје и забележа уште едно вистинско, искрено пријателство меѓу војникот и детето. Всушност, група војници, по повод празникот на Југословенската народна армија, по традиција ги посетија децата од оваа градинка со цел да се запознаат како и каде живеат, како се забавуваат, што изработуваат, какви им се уредени и накитени просториите, како е сојадењето и спиењето. Многу прашања, но и многу искрени одговори од страна на децата. Но и децата имаа подготвено неколку грсти прашања на кои војниците, нивните вистински пријатели, многу искрено им одговараа. Да, и ние имаме убав дом, со уредено двориште, чиста трпезарија, чиста спална. Дали имаме куќен ред? Сигурно дека имаме и сите дисциплинирано го почитуваме. Зашто во нашиот дом сите ние живееме како вистински браќа. Прашувате што има во стражарската куќичка? Па има стражар. Токму така, со пушка. Тој стражар го чува нашиот дом, се поздравува со посетителот, гостинот. Води спетка за се што е врзано со влезот. Такви и слични прашања имаше на секој чекор. Низ песната и играта, низ разговорите заеднички. А колку беше таа средба шарена, весела, пријателска, одушевувачка, зборува нашата дежурна камера. Една убава традиција што се негува секаде во нашата земја, каде што живеат војникот и детето, тие добри, вистински, искрени пријатели. Тетрадка, јас сум нешто што ме имаш во торбето свое. Тетрадка сум јас обична, учениче моје. Дружам јас со молив перо, со боички исто, но најмногу дружба сакам со детенце чисто. Мили ми се сите букви на нижан и вред, но најмила ми е сепак оценката 5.